По насловот на ново видео може да приметите дека благодарејќи на луѓето што не им го знам името ни презимето искрено, успеав да се скоцкам ново видео. Денеска после 8-9 месеци, 9 постоење на мојот канал, ќе ги читаме за прв пат хейт коментарите што се од почеток па до сега. Искрено кога го направив самиот канал и кога го бив првото видео, си реков и на другарот му кажав: сега хейтот највише ми треба, да ме коментираат, да ме плукаат за да може нели да достигнам поголема публика. И за Белја на почеток немаше ни хейт. Ама во последно време имаше неколку коментарчиња смешни и интересни и викам, може конечно више да се направи видео. Не се чудете зашто сум вака подолги, мислев дека ќе биде ладно навечер кога ќе се враќам, ама ете беше топло. И уште е. Како ќе ги читам коментарите, ќе ги оставам или десно или лево некаде од мене, да видите што уствари читам. И на сите имам лајкнато, имам срцнато, тоа така го практикував од старт, да не бидам дигнат или со големо его, па да не ставам ниту лајк, ниту срце на нешто. Почнам со првиве што се, ова не е ни хейт, ама ете, нешто полека, па идеме на горно ниво. Вика, другаров се мава со игла, во телото има 25% стероиди, се кладам во што сакаш. Да бев брат со стероиди, ќе бев и шреднат како бодибилдерите, ама гледаш дека имам 20% масти, ако не и повеќе, па тоа теоријава не ти е точно. После вика, другар ти ако немаш стероиди, јас глава сечам. Не ја сечи главата, немам стероиди. Дали ова? Да, од истиот е. Ми коментирал дека шорцеви се носат во лето, не во зима. Сум побркал малку, па така ми дошло денот во теретаната кај што бев имаше клима. Сега више не знам дали има не клима таму. Како што кажа, внесе овие на почеток некои хейт коментари, туку е загревање за тоа што иде. Некој тука шлакнат ми пишал: сакам 6 сантима рака, може да ми даде естроген, ќе ми помогне. Естрогенот можеш ти да си го пикнеш тамо кај што сакаш мене да ми го ставиш. Еве го пак истиот. Легендата вика, ако човекот ја супорта Барса, станува жена и имаме доказ. Изгледа дечко во искусил па збори на негова сметка. Веќе тука стигаме до нешто поинтересно. Реплајовите, односно моите одговорите на коментариве тука што ги имам ставено, ако сакате да ги видите, отворете го видеото и погледнете ги. Сега ќе дадам нови одговори на нив. Небитно. Борче Борко пред месец ден чинама беше на видеото со армија. Рекол: едино што се истакнувам е тоа дека немам појма што зборам, но со такво неповрзано зборење, уште кај психолог ќе ме бутнат на проверките. Пошто станиците ми били измешани и најверојатно после тоа ќе ме пратат на психијатар. Не пиша тука само дали ја ќе треба да си платам или ќе ми го платат тоа, не знам, не сваѓам. Ништо тоа што го правев нема да ми важи, нема да се спушта на мој ниво и да ме вреѓа како што ја вреѓам цела армија, полиција и држава, ама совет од мене следен пат праша некој што знае да ти каже, а не да се глупираш кој некој неандерталец. Изгубив цел здив да го прочитам коментарот на батето што вика дека нема се спушта на мој ниво и нема да се замара. Тоа видео е во топ 5 најгледани на мојот канал, видете го и погледнете дали јас сум хейтал некого или нешто, или само кажав чисти факти, што може би другарчево му зумирав и на сликата, не можам да проценам кој е, дали е дебелкото или слабкото. Може е дел од тоа што сум го искоментирал и што е вистина, па се навредил. Искрено, добар коментар, баш краток за некој што не се замара за нешто. На истото видео му се надоврзал Мартин некој. Како прво не ги правам како што се прават на проверки, а како второ многу сум глуп. Па добро, мора и некој глуп да биде. Ја неколку пати напомена во видеото дека не знам дали ова како што треба, дали го правам или не го правам, е 50-50, пошто не е 100% едуциран и спремен за тоа видео. Еве го пак овој мастер. 3 диви свињи шетаат по шумите. Не знам кај видел диви свињи. Може и тоа го искусил, па збори од искуство. Мислам дека стигнавме и до последниот. Да, пред да почнам да го читам, пошто е подолг. Од 9 месеци има преку 300 можеби коментари што се се позитивни, добри и пофалби, ама
не иде да правам видео, читам позитивни коментари или може би иде. Ќе видиме, пишете доле во коментар на ова видео дали иде тоа да го правам. Ако иде ќе го направам, да видите уствари дека сепак народов не е така како што се мислеше и има доста поддршка за некој нов канал. Тука е некој ангел, ама мисля чинам дека ова ангел е во смисла на оној ангел од небото, а не ангел како име, пошто има после тоа некакви кодови, нешто нема ни слика, братот ништо, тастатура војник. На видеото со грчка ми рекол да правам со 10 денари, може ќе ми прифатат. И на тоа му одговорив тука да го правив со 200 денари, прв ќе дојде Шон, а не знам дали ќе направиш ни 5 клекор, што е силен. На тоа ми враќа и продолжува, ја не враќам. Еманципирај се, да не се срамам по светов. А не го пишал со големо, не знам, не, може би му е некакво име. Пишува на кирилица, не става знаци интерпункцијски. Малку контрадикторно. После исто вика. Инаку, кога сакам и во што сакам, јас сум дете мало за неговата психа, 40 дена без јадење и при тоа со вежбање се и се што. И после тоа ми врати, тука ќе гледате што како, ама запорев да го read more, пошто да, нели, на луѓе што не се замара, коментарите им се толку кратки што ја мора да кликнам read more за да им го дочитам. Како кажа, ти си напумпан од бензинска, не знам ја што ќе ви го ставам тука овој и дека сум апсолутно ништо за него. 40 дена без јадење, а вежбање. Дали е тоа медицински возможно? Апсолутно не. Тука може да ставиме точка на неговата конверзација или неговиот монолог и да му кажем исто како што му реков, немам зборови каква комедија посети основна школа. Он ми рекол, името твое го носеше, учев во 10 денарката, поправи се мишиш поз. Поправи се и учев со големи букви. Не знам, ај ова мишиш може му е некаков надимок што го викали него, па не знам. Да. Се на се, усвари, тоа е тоа. Не знам ни колку трае видео, дали ќе фати 5 минути. 9 скриншота се, од кои 2 се исти, само се дополнување, што значи нема ни... Аха, еве го, сум си го пратил. Ти си само напумпан на бензинска и напумпан од гордост. Треба многу леп да јадиш за мене, туле, поз. Добро, ќе јадам, еве, леп, само кажи ми дали со корка или без. Пошто, нели, некои јадат, некои не јадат корки. Или е добро и тоа за зъбите, може и знаеш медицина. Ништо. Тоа би било тоа од ова видео. Ете, видовте колку хейт коментари имам во 9 месеци снимање. Се надевам уживавте. Апел до дечките да коментираат уште повеќе, за да имам да снимам уште повеќе видеа. И тоа е тоа. Ставете лайк, шер, сабскрайб, па ние се гледаме за брзо со видео од новата теретана, кај што веќе денеска може би бев.